Клисовски. Моето пратеничко прашање е до премиерот Зоран Заев, а се однесува на неговата пресконференција од 30 септември 2019 година, кога на прашање поврзано со случајот, така наречениот случај Рекет 2, прашање од новинарите, премиерот го одговори следното. Кога јавното обвинителство се обраќа до институциите кои се под премиерот и ги напоменува Фондот за здравство и Министерството за здравство за одредени информации, нормално е дека ги имаме тие информации. Логично е, честно е и одговорно, кажа премиерот Заев, пред било кој инвеститор да ги кажеме, да ги знае сите информации, ако сакаме да градиме кредибилитет и рейтинг за привлекување на инвестиции во државата. Но секако дека истрагата не е затворена. Ова беше изјава на премиерот Заев на 30 септември, поврзано со случајот Рекет 2, каде што премиерот јавно обзнани дека тој, во најмала рака за овој случај, знаел дека се води предистрага или истрага за скандалот Рекет 2, каде што се поврзани Фондот за здравство, Министерството за здравство и една приватна фирма и сега и една странска компанија инвеститор. Моето прашање до премиерот Заев е следно. Дали со ваквиот начин не сметате дека вие како премиер ја нарушувате независноста на обвинителството? Дали обвинителството редовно ви информира за поведени предистраги или истраги? Дали вие барате да ви информираат за предистраги или истраги во јавното обвинителство, или тоа е по нивна иницијатива, или пак за предистрагите и истрагите за било кој скандал, може би коруптивен, може би криминален, може би и непостоечки, ве информираат оние институции од каде што се бараат информации за ваквите предистражни или истражни действија на јавното обвинителство, во случајот Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. И дали не сметате дека со ваквото ваше знаење и укажување однапред на предистрагите и истрагите од јавното обвинителство, не ја потврдувате тезата дека вие имате тесна соработка и на некој начин координација со јавното обвинителство, дали по ваше барање или по нивна сервилност, за